Добар ден! Ние сме ученици од Средното училиште Здравко Цветковски. Се собравме тука за да поразговараме на темата превенција од дрога и зависности од проектот на HERA. Mi vidim, minha escola é mesmo Zdravko Cvetkovski e me lembro que eu estudei por droga de Celocita Sai, minha organização HERA. Исто така тука со нас се двајца ученици, Петар и Леона, што присуствуваа на обуката за превенција од дроги од организацијата HERA и сакаме да ни кажат нешто повеќе за таа обука. Јас сум Петар, бев избран од училиштето да присуствувам на трите состаноци кои ги организираше HERA. Се одржаа 3 работилници на кои разговаравме за превенција од дроги, алкохол и цигари и краток дел зборувавме за врсничка едукација. Јас бев избрана од организацијата HERA. Да, обукациите многу ми се допаднале, имаше разни професори, разни доктори кои го споделуваа нивното знаење со нас и се различни игри, нас ни кажуваа всушност ние представува опасностите од дрога. Сега бих ве замолила искрено да одговорите на следните прашања. Првото прашање е што знае за марихуаната и кога е штетна? Марихуаната е психоактивна супстанца која што ја конзумираат малолетниците и други луѓе. Исто така е многу штетна што ги суши носочните кели. Исто така, како да кажам, станува зависно после првото користење и е многу штетно и им соопштувам на сите тинејџери да не конзумираат. Колку видови на психоактивни супстанци познаваш? Многу. Наведени видови? ЛСД, хероин, кокаин и марихуана, што не треба да спаѓа тука. Тоа тие. А што е според твое мислење причината младите да користат дрога? Мислам дека сакаат да живеат малку со некој нереален свет, да им биде малце поголемо, што тоа пружува некои работи кои што секојдневен живот не може или секојдневна работа да пружи. А по што би препознал зависник? Зависник? Не треба да се дискриминира по изгледот, туку малце по понашањето, иако тоа може да се прикрие, така да само искусни може да познаат друг некој, не верувам. А како делува марихуаната? Марихуаната делува на многу, како да кажам, чуден начин, тотално, сега ово пишува, нема вез. За марихуана и за екстази, за... Добро, секоја дрога различно делува, имаат само една главна работа сите, што прават да имаат луѓето кои што ги конзумираат задоволството. Марихуаната, например, те, како да кажам, олабавува, се смееш, убаво ти е, мислам, такви работи. Екстазите даваат енергија и пола се MDMA и пола се спид, кои што пола даваат брзина, пола те тера да се топиш на топир. За кокаинот представува агресија, печурки исто така е дрога, која што имаат нема везе, која што е халуциногена дрога и предизвикува да халуцинира корисникот кој што користи. Постојат ли според тебе лесни и тешки дроги, наведи кои се... Лесна дрога според мене би кажал дека е марихуаната, а седна од марихуаната е тешка дрога, пошто ствара поголема завист него марихуана. А дали можеш во училиштето наше да најдеш одма дрога лесно? Не. Не? Kemi disa pyetje për nxënësat tonë se sa konsumojnë cigare në shkollë ose në objekte të shkollave, e pjellë Amir Veseli na pini ju cigare? Jo. Pse nuk e pini? Të tresh ka përmendje, ta të më përshëndetin gjithë. Po, për sundje kur keni qenë në një vend ku pijet droni ose konsumohet? Zakonisht nga për klubet e natës, çdo pijet droni. A mendoni se ata që pijen droni mund të t'i dallonin në shikim të parë? Po.
човек почнал да користи како лековите билки. Кои се легални дроги, кои се нелегални? Легални дроги се алкохолот и цигарите, а нелегални се марихуаната, како е кокаинот, екстазите и Значи, дрогите може да се конзумираат на различни начини. Има печурки што се викаат magic mushrooms кои се јадат и се стигнуваат до ниво на халуцинација. Исто така може кокаинот и да се шмрка, и да се пуши, и да се јаде, се делува ако е внатре во телото. За која било друга, таквите луѓе измислуваат нови начини за начин да им биде пубаво. Тука има и работи кои што помагаат од тоа за нивното дрогирање, како што се на пример шприци кои што им помагаат да се рокнат у вена, ризли за асмота, джоинт и остали работи, на пример пица за стат печурки да ги изедат. Исто така дрогата е од многу одамна и дури од првата цивилизација од мајте, значи си има најдено во саркофаг на фараон остатоци од марихуана кога бил мумифициран, така да може да се каже дека е одамна и марихуаната, кокаинот и печурките не се работа кои што некој експериментирал на нив и ги направил, како што се екстазите и други хемиски работи, значи тие се природни исто како цвеќе што го чуваме у двор. Така да не е до толку лошо, ама зависи кој како го користи, така да пазете, ако правите нешто, правите го умерено. Тоа. Peki arada se shkruar bashkim qëndrimin, bashkim a konsumon jo? Jo. Pse mendoni, pse nuk konsumon? Sepse është e dëmshme për njeriun dhe për organizmin e individit. A mendoni se droga është gjë e mirë ose dikush e përdor atë si për ta hequr stresin ose diçka tjetër? Mendoj se droga nuk është e mirë për asnjë individ dhe nuk është për të hequr stres ose për ndërlidhim. Ajo është vetëm të përdor. A mendoni me shikim të parë të lavoni njeriu që përdor drogën dhe që nuk përdor? Pyetjen e radhës se kemi për nëse nga neve Veseli. Amir, për nëse ka dikush në shkollën tonë i cili është i varur nga droga ose diçka të tillë, ku duhet të shkojë për të shëruar? Mendimi im është që të shkoj në vende shëndetësore, të merr këshilla edhe nga psikologët edhe nga mjekët. A mendon se ka njëri në shkollën tonë i cili duhet t'ju ndihmojë ose Po, në shkollën tonë mendoj se është profesoresha jonë Elvira. Главните други луѓето кои што консумираат се халуциногени и психоактивни. Халуциногени знаете по самиот збор, халуцинација. Значи гледате нешто нереално. Психоактивно го изложува мозокот на континуирано размислување. Исто така, значи тие други можат да се искористат многу позитивно и негативно. Значи тие други дозволуваат пола сат и одреден период да се чувствувате убаво и после имаат негативно влијание на мозокот, како што сушат мозочни кели, уништуваат, пореметување на карактери, почнување како да кажам тикови, почнуваат ненормално да се понашаат луѓето. Така да избегавајте ги тие работи. Малце ви опишав за тоа, ако ви интересира за тоа, прочитајте по-конкретно за ЛСД-то, прочитајте книгата од Алберт Хофман ЛСД. Толку. Значи, следното прашање е доколку познаваш некој зависник, каде мислиш дека може да се обрати во нашето училиште? Што се однесува до мене, јас не познавам зависници во нашето училиште. Доколку секако постои некој, мислам дека освен кај професорката Елвира по етика, кај никој друг не може да се обрати. Дали си да се согласувате дека може да се обратите кај професорката Елвира по логика? Јас го помекав тоа и мислам дека може, што се однесува до другите прашања. Дали сте го мислите тоа? Да. Тоа беше се за денешна дискусија и благодариме на директорката Драгица Костадиновска која ни помогна во едуцирање преку вакви проекти, 20 заменици директори Урим и Билјана, а исто така Билјана Богдановска што ни помогна за да го овозможиме овој проект за опремата,
Педагошко-психолошката служба, професорката Елвира Мустафа, која беше ментор на овој проект, заедно со учениците кои учествуваа во овој проект. Gjithçka ish për sot në këtë mbledhje mbaruam edhe këtë mbledhje falenderojmë drejtoreshën Dragica Konstantinovska, dizajnet drejtorët Urim, profesorin Urim dhe profesoreshën Liliana. Falenderojmë edhe mentorin e kësaj mbledhje profesoreshën Elvira Mustafa dhe të gjithë ata që të kontribuan në këtë mbledhje, si edhe bashkëshortët e mi kësaj shkolle. Може. Значи вака, дами господа, јас сум Стефан Јакимовски, иако тоа не е моје правилно име, да ви кажам нешто дека се што правите што не е умерено е многу лошо, така да јадете многу бурек, пак е лошо и немој да се дрогирате, пошто дрогата го уништува човекот, ги суши мозочните кели и општо представува и од вас ќе излезе тотално нов лик кој што не ни очекувате, така да избегавајте да седите у друштво со наркомани, да кажеме, иако не се наркомани и се многу добри луѓе, нема везе. Избегавајте да седите во нивно присуство и тука, значи се што ќе ви понудат било кој, избегавајте го тоа, пошто може да ви подметат нешто многу лошо што ќе влијае на вас. Значи, оставите и алкохолот и цигарите, како што кажав, баталјата другата, почнете да спортувате и поактивно да делувате, заебете Facebook и такви глупости, значи тоа е лошо за човекот, идете у природа, шетајте се и дружете со луѓе. Тоа што имам да кажам, а за вас пишто поздраv.